Оваа вечер се одлучив на овој текст од причина веќе во денешно време, би рекол, во ова современо општество, изгубени се некако мерките и границите што тоа представува денеска да бидеш популарен. Многу популарни се спортистите, популарни биле артистите, популарни биле пеачите, популарни има некои коментатори и се повеќе велат дека најпопуларни се политичарите. Од кај еден таков критериум, од каде може да се дојде до една таква констатација? Па повеќето луѓе велат, па бидејќи оние кои ги има најмногу на телевизијата, оние со кои се прават најмногу интервјуа, не случајно тоа се прави така, бидејќи тие луѓе се популарни луѓе. Па од тука тргнувајќи се замислив вака и почнав да гледам колку има вистина во сето тоа. И кога се навратам наназад, вистината е дека било голем успех и политичар да биде, неговата популарност, ако може воопшто новинарот кој вола таков вид на рубрики, да дојде до него. Па макар и да му даде една куса изјава, тој е многу голем успех. И таа граница од ден на ден, од години на години се повеќе и повеќе растела. По последно време гледам дека многу се популарни, има многу популарни емисии. Кој нема телевизија, кој што нема таква некоја емисија и сега е успех политичарот ако ти дојде во емисија. Тоа не е само интервју, него треба да бидеш навистина посебен, за да може еден политичар да ти гостува во твојата емисија еден час. Па и тоа не било ништо, сега најновото, последното, барем за мене, 24 часа да поминеш и да видиш како живее некој познат политичар. И такви емисии направиле за Обама, такви емисии направиле за Путин. Значи, тоа е врвот, кулминацијата, би рекол, на еден таков вид на новинарство. И ја на интернет успеав да најдам некоја кратка форма од некаде 20 на минути во однос, ова е бесплатна реклама сега за председателот Путин. Новинарот кој што му го дал тоа право поминал 24 часа со Путин. Кога легнува, како вежба во сала, што појадува, како му се одвива целокупниот ден, снимено се до последно. Размислувајќи вага, тука не застанува популарноста. Згора на тоа, тие кои што направиле веќе 24 часовни емисии, кулминацијата е уште поголема ако може тоа да се стави во една мала книшка и тоа да се овековечи, да остане забележено што тоа се случувало со по некоја фотографија. Ова е вака првичната моја идеја која што ме натера и мојата вечерашна проповед. Јас ја насловив 24 часа со Исус. И сакам оваа вечер да видиме, да поминеме 24 часа со Исус. Исус не само да го забележиле во една книга, како сега, што е кулминација за политичариве, за Исус напишале повеќе книги, па сите тие книги фино ги спакувале во денешната Библија. И тоа повеќе од 2000 години. Меѓутоа, многу се различни критериумите во однос на денешниве популарни поднаводници и животот, би рекол, еден ден, еден 24 часовен ден поминати со Исус. Интересно е што овој текст што го прочита Лидија од Марко, почнувајќи, како што рече, стигнувајќи во Капернаум, завршувајќи до 35 стих, рано утрото, вика, уште во мугри и сонцето неизгреано, стана и замина да се сам
да се одвои, да се моли, точно излагат едни 24 часа поминати со Исус. Целата идеја е, би сакал да видиме неколку сегменти, би сакал да погледнеме неколку перспективи од животот на Исус и секој сам да си направи една паралела каде се наоѓа во тој живот. Таа е мојата вечерашна идеја. Животот, не знам дали сте размислували, ама е многу интересна работа. Ако прашате луѓе што представува на прашањето животот, ќе се изнаслушате најразлични одговори. За некој животот е многу тежок. За некој животот е како пареа. За некој животот е преубав. Најразлични констатации има да слушнете во однос на прашањето што за кого представува животот. Многу велат дека, особено ние, кои што се нарекуваме христијани, милуваме да кажеме дека за нас животот представува една радост. И јас мора да бидам искрен, многу често со мои блиски сум говорил дека искрено се радувам на секој ден. Сабајлете кога ќе станам, вистински се радувам што воопшто сум станал жив, здрав и што можам да чекорам низ денот. Многумина велат дека животот сам по себе не може да ви даде некаква радост. Меѓутоа, животот ви дава две нешта. Ви дава време и ви дава простор. А од вас зависи како ќе го пополните тоа време и како ќе го пополните тој простор. Па од тука и може да кажете дали се радувате на животот или не се радувате на животот. Ако направиме една куса ретроспектива, може би повеќе од машка гледна точка, на 20 години ако прашате едно момче околу животот, ако се навратам и јас колку се сеќавам, сите одлуки што се донесуваат, општо погледот кон светот, ја велам дека е малку заматен, како низ магла им се и одлуките на 20 годишнаците да ми изминат тука. Општото движење, општото гледање е малку замагливо. Ако погледнете од аспект на еден човек кој што има 30 години, тој веќе може би фатил некоја сериозна работа, завршил добар факултет, почнал да заработува плата. Тоа се години кога почнувате да мислите за самите себе. Се она што не сте можеле да си го остварите наназад, веќе можете, што се вели, да одите да си купите, се чувствувате така посигурни. 40-тите години се малку интересни, бидејќи почнуваат да се купуваат специјални помади за да се мачкаат околу очите, околу борите. Почнува да излегува по некое бело влакно. 50-тите години се исто интересни, бидејќи оние кои што имаат повеќе пари може веќе и да го направат првиот медицински третман на лицето. Мешето ние го нарекуваме, почнува да изгледа така едно пивско меше, да имате. Музиката од младите, од блиските ви станува сем погласна. Овие млади веќе не знаат да слушаат нормално и умерена музика. Ако продолжиме кон 60-тите години, музиката повторно е исто толку гласна како што била и во 50-тите, само за разлика што вас веќе почнувате послабо да слушате, па не ви смета. 70-тите години се години каде сте го завршиле вашиот работен век, веќе сте пензионер. И интересно е во тие 70-ти години кога станувате пензионер, веќе не ви се важни оброците, појадокот, ручекот, вечерата. Не е важен тајмингот во колку часот ќе го јадете. Појадок, ручек може да биде во 1 вечер и у 2 вечер уживате, веќе си гледате филмови. Само е важно терапијата која што е препишана да се зима во точниот тајминг. Тоа е најважното во тие години. И 80-тите години може да имате некој срцев удар, може да имате некој излив или да лежите во болница или сестрата да е над вас. Не мора да е така. Не мора. Меѓутоа говорам дека вообичаено тоа е животот во 80 години, кажан овдека во неколку минути. Можам да кажам дека
Исус не дојде на оваа земја за да имаме еден ваков живот како што сега го кажав. Животот пред се со Исус е нешто многу повеќе од еден ваков живот. Јас дури би рекол дека повеќето луѓе кои што се судруваат и прераскажуваат еден ваков живот, тоа воопшто и не е живот, тоа е просто да пропатувате низ децениите, 80-тина, 70-тина, колку и да се, меѓутоа нема никаква суштина. Интересното е што овој текст, како што реков, сакам да видиме како Христос поминува еден ден. И можеме ли ние да се поистоветиме? Можеме ли ние да направиме вечерва секој за себе една паралела? Каде сме ние во однос на еден таков живот како на Исус? И првото нешто е што овој текст во првите 2 стиха говори дека стаса во Капернаум и уште утрото беа во синагогата. Многу е важно да ве потсетам, јас кога говорев околу Матеј. Сметањето на времето не е како денеска. Многу пати има и прашања, луѓето не разбираат и прашуваат. И мене ме прашувале како тоа Исус од кога е погребан, колку дена останал во гробницата, 3, па не 24, па колку се. Важното и овдека е дека сметањето на времето, саботата почнувала во петок вечер. Значи, петок завршувал во 6 часот, или поточно да кажам во 18 часот, како сега. Петокот завршува, после 18 часот почнува саботата. Затоа овдека вели само што стигнава и утрината бева во синагогата. Синагога, кажано, преведено нашки, собир на група на луѓе, собир на луѓе на определено место, тоа представува синагога. Интересното е што овде може да видиме дека веднаш Христос, од кога влегол во синагогата, може да се види дека не е непознат за луѓето кои што биле таму. Можеме да видиме дека веќе имал некаква и популарност и луѓето се повеќе и повеќе. Не само што го знаеле, него чекале со нетрпение да слушнат што има да каже. Што тоа Исус говорел во синагогата. И можеме да видиме дека интересното е што секој пат, кога ќе земете да го разгледувате овој текст, и секој пат кога се говори за Исус, многу е различно во однос на тоа што говореле другите во синагогите. Исус секој пат почнувал дека Господ вели вака и вака. Исус можеме да видиме дека секој пат взимал свиток од Исаја и го читал и им говорил за пророците. Не е просто Исус само уште еден пророк во низата на пророци кои што ги имало до тогаш. Интересното е што и денеска, ако влезете во било која црква, имате 2 момента, или би рекол, само преку 2 карактеристики можете да видите дали Исус е во црква. Основната работа, и зошто го говорам ова, бидејќи јас сум сведок каде што има цркви каде што целата проповед се поминува без да се спомне ниту една книга. Без да се отвори Библијата и да се говори од Словото Божјо. Ако има некаква разлика помеѓу рабините тогаш и Исус, истото се случувало. Ако тога сте слушале некој рабин, тој ќе цитирал или ќе парафразирал некој рабин пред него, а тие зборови па што ги парафразира и ги цитира од тој рабин, и тој ги земал од некој претходен рабин. Сите говорења на Исус, цело време дадени во Библијата, секој пат се говорени од Тората. Еден од многу важните сегменти, еден од многу важните моменти, би рекол, за секој еден од нас е Словото Божие. Дали оние кои што говорат од Словото Божие. Сите ние, ја на почеткот пред години, кога застанав на овој амвон,
Кажав каде се вашите Библии, сега се смеам. И од тогаш веќе не прашувам каде се вашите Библии, секој си знае каде е неговата Библија. Не сакам воопшто да ве дразнам, би рекле бугарите, но има разни одговори. Некој тешко му е, тоа е вистина, јас менувам по 2 пара научари да може да прочитам. Но добро е. Ја не знам, многу пати сум се прашувал и сум ве прашувал, која е причината која што доваѓате секоја недела овде? За да се чувствувате убаво, за да се поучиме, ние велиме од оваа страна, и не само да се поучиме, од тоа што се поучуваме, јас длабоко верувам. Ако Исус Христос од секоја една служба, од секоја една недела која ќе си заминете овдека, ако нема апсолутно никаква промена во вашиот и во нашиот живот, тогаш тврдам одговорно дека сте на погрешно место. Исус ако нешто сака, Исус сака од секој еден од нас промена. Ако Исус за нешто тежне и овдека, како што го отпочнувам оваа вечер, тоа е желбата да ги променува нашите срца. Нема како да говориме и да се молиме дека сакаме од ден на ден да наликуваме се повеќе и повеќе на Исус. Нема како да бидеме Христоподобни ако не се менуваме. Какво има врска сето тоа со Библијата, сум кажал многу пати дека ова е нашата книга, ова е нашиот учебник за овој времен живот овдека, ова е преку што се изучуваме и обучуваме како полесно да преминеме од живот во живот. Добро е, секој си знае, меѓутоа добро е да забележите што се говори од оваа страна. Добро е, можеби некоја мисла ќе ви остави некаков впечаток. Добро е да си забележите на крајот на криштата, нашата е работа да протолкуваме многу нешта кои што изгледаат едноставни, а у суштина се неразбирливи или се комплицирани. Добро е секој да си се праша, тоа е првата моја гледна точка, би рекол, како вие се чувствувате. И не е толку важно како се чувствувате, бидејќи тоа Исус вели дека не е многу важно. На Исус не му е важно и на Господ како се чувствуваме. Повеќе му е важно кон кај се движиме. Повеќе му се важни нашите промени кон кај тоа чекориме. Интересно е што овдека оваа служба нивна ја прекинува демонизиран човек. Човек кој што е обседнат и завладен од демони. И интересното е што тој вели, Исусе, царе, дојден си тука, јас сега го парафразирам, да не уништиш, да не направиш. Од секој пат, кога имаме вакви случаи помеѓу Исус и демонизирани луѓе, првата работа, секој пат знаат дека Исус е Господ. Секој пат. Интересното друго нешто е, во сите случаи знаат дека има моќ, дека има сила и дека има власт. Не знам дали правите разлика кога говориме меѓу сила и власт. Може да имате власт, да немате сила или обратно. Ја многу често ми текнува на полицајците. Полицајците имаат власт, имаат униформа, државата им дала, ама ако го видам малечок дека вака сум поголем, може да има само власт, силата е кај мене. Или има луѓе кои што се силни по улиците, меѓутоа немаат никаква власт. Исус имаше и сила, имаше и власт и многу добро тоа го знаела. Веднаш кажувала зошто си дојден, веднаш препознава и говорева што да направа. Исус со еден збор, со збор ги замолчуваше и ги изгонуваше и ги ослободуваше луѓето. По завршување на службата станава и отидоа, велат, во домот на Андреј и на Симон.
тука се е и Јован, тука се е и Јаков, после службата отидува во нивниот дом. Единствената причина поради која што отидува во домот беше за да бидат заедно и за да јадат заедно. Многу е важно и во тоа време. Ние и денеска многу гости што дошле кај нас во црква, присуствувале на домашните луѓе, секој пат се одушевени и секој пат го поздравуваат тоа што го практикуваме, да после службата сите заедно се помолиме и сите заедно тоа што имаме да го јадеме. Токму тоа овдека овие неколку стиха ни го говорат. После завршувањето, веднаш Јован и Јаков заминаа кај Андреј дома. Таму се кажува дека е болна бабата на Петар. Исус ја излекувал од треска и она им служела. Не знам дали знаете, ова е едно риторичко прашање, зошто Петар се откажа од Исус 3 пати, кога рече не ги познаа, ја не сум тоа. Ова во овој контекст, ова е една мала шега, бидејќи ја излечил баба му и затоа се откажал 3 пати, иначе немаше да се откаже. Шега. Да. Зошто го говорам ова толку важно заминување дома кај Андреј и кај Симон? Зошто е толку важно да се соберете и да јадете заедно? Ја не знам дали да не прозвучам повторно, да не некого навредам. Немам таква навера. Меѓутоа, знам една работа, вака ќе го кажам. Не сите луѓе од кога ќе заврши службата во недела, го покануваат Исус дома кај нив. Многу луѓе кои што се декларираат како верни луѓе, многу луѓе кои што се декларираат како браќа и сестри, за нив Исус е присутен само во овој момент додека сме овдека во црква. По заминување на оваа служба, по завршување на оваа служба, дали после 2 часа, дали после 3 часа, Исус си останува овдека во црква. Исус кај многумина го нема во нивните домови. Колку да звучи катастрофално, меѓутоа вистината е таа, јас кажав дека ќе поминеме 24 часа со Исус. Луѓето го поканива Исус и му дадува важно место во нивниот дом. Многу луѓе кога ќе си одат од црквата, како прво имаат, да кажеме, многу друг критериум во однос на нивниот вокабулар. 6 дена може да ги слушнете дека имаат еден друг вокабулар, друг речник. Кога ќе дојдат во недела во црква, веќе тогаш речникот и однесувањето е сосема поразлично. 6 дена има луѓе кои што нивното облекување е поразлично отколку кога ќе дојдат во недела, каде што е Исус. За тие луѓе, затоа реков, 6 дена Исус го нема никаде. Многу луѓе, тргнувајќи кон црква, возејќи со нивните автомобили, имаат друго однесување се до моментот додека не крочат во црква. Тоа кажува една работа. И мојата идеја е повторно да кажам да Исус го поканиме да биде во нашите домови за оние кои што е само во недела може да направат чекори барем по еден свечен ручек да биде Исус со нив. Евреите имаат, еден дел од евреите имаат еден добар, би рекол обичај,
И ден денеска некои од нив го практикуваат за време на Пасха. Они кога го приготвуваат нивната маса, оставаат едно место празно за Илија. Се става сребрен тањир, прибор, чаша и столчето е празно. Они очекуваат секој момент да дојде Илија и да го соопшти Месијата. И за време на Пасха го практикуваат тоа, столчето си е празно, приборот е наместен до тој степен да не случајно дојде Илија, а да нема место каде да седне. Ова е моето второ гледиште, секој да си се праша дали Исус е 24/7, многу популарно е. Дали е Исус постојано во нашите домове? Дали е Исус постојано со нас или Исус е само во недела 2 или 3 часа во црква? Текстот продолжува во истата таа куќа. Дојдова луѓе од многу места. Не само што дојдова, може да видиме дека Андреј е многу популарен да носи луѓе. Носева овде може да видиме и болни, носева и обземени од демони. Важно е да потенцирам дека две различни категории се. Човек кој што е болен и човек кој што е обседнат од демони. Ова го говорам бидејќи исто. Многу луѓе сметаат, дури најмала настинка, некој ако добие дека е демонизиран, може и да гонат духови од него. Исто сакам да потенцирам дека демоните си се сериозна работа. Демоните си се реалност која што постои. Меѓутоа овде може да видиме дека Исус, ако нешто правеше, посебно лекуваше болни, посебно лекуваше демонизирани. Две различни работи. Интересното е тоа, што Андреј е еден многу интересен лик кој постојано носеше кај Исус луѓе. Андреј е лик кој што постојано, ако слушнеше некој нешто, болен ли си, дојди ке те носам кај Исус. Гладен ли си, дојди ке те носам кај Исус. Ако првата средба се среќавате малку порано, кога Исус ги повикува, дојдете од вас ке направам ловци на луѓе, Андреј е тој кој што тргнува и после со нетрпение оди и му кажува на Симона, на Петара. Дојди, Месијата го најдов. Дојди да видиш што се случува. Тоа е една нормална, би рекол, реакција за секој еден кој што имал вистинска средба со Христос. Одиме ли кажуваме на луѓето што нас ни се случило? Одиме кажуваме ли на луѓето што Исус направил кај нас? Како нас не излекувал? Можеме ли сето тоа да не го кажеме? Можеме ли сето тоа како Андреј да не го направи? Андреј можеби не е во однос на другите, би рекол, библиски ликови, може не е маркантен лик. Има многу по-маркантни ликови. Меѓутоа, Андреј е постојано тука и постојано, како што реков, некогу вика, некогу му кажува за Месијата, некогу му кажува за Исус. Андреј е истиот тој што ги најде дечињата со 5 лева и рибите. Андреј е истиот кога прашува елените што го бараа Христос, он ги носеше. Сите средби нон-стоп се удвижење. Марко е интересна книга, бидејќи за разлика од другите евангелија, преку 40 пати ќе се сретнете со зборот и веднаш. И веднаш Исус стана, и веднаш Андреј отиде, и веднаш заминава, и веднаш го направила. Постојано се во некаква динамика, постојано се во некакво активно движење. Од ова што го говорам, ете како трет еден аспект, секој да си направи, секој да се праша, каде сме ние во однос на еден Андреј? Каде сме ние денеска во однос на праксата која што ја гледаме, која ја практикува Андреј?
Каде сме ние денеска, ако навистина сме имале средба со Исус? Ако навистина Исус не излечил, ако навистина Исус ни помогнал, ако навистина Исус не нахранил. Неминовно е да одиме и да кажуваме и да носиме луѓе како Андреј. Многу има една ствари група на луѓе која што велат за да стигнеш до Божиото царство, наједноставниот е пат земи да го имитираш Исус во се. Не ти треба многу одење на црква. Читај Библијата, тоа што се збори у Библијата, тоа што правил Исус, прави го и ти. Како едно олеснување, бидејќи на луѓето се потешко им станувало да одат во црквите. До некаде може да е така. Меѓутоа има еден дел, има еден сегмент каде што не треба да го заборавиме, Исус беше безгрешен. Ние многу пати сме разговарале. Што ќе правиме со тој сегмент? Ние сме грешни. Не дека сакам да избегам од вистината. Таа е реалноста. Но јас се надоврзувам на ова сето и велам дека има многу сегменти од Исусовиот живот во кои што можеме да го имитираме. Една, или би рекол, и поотделно сме збореле за тој сегмент, тоа е молитвата. Исус во овој фрагмент што го одбрав за вечерва, на крајот во 35 глава, завршува дека се одвои самиот, дека уште не беше изгреано сонцето, и тоа ако ги читате сите 4 евангелија, ќе видите безброј пати на најразлични начини, Исус практикуваше да се одвои некаде на сам, изолирано место, за да има молитва, за да има разговор со Отец. Ако во нешто можеме во многу што, пак ќе речам, затоа е и нашата цел за сето она што го говориме од оваа страна. Многу пати сум говорил зашто се собираме во среди во четврток. Таа единствената идеја е таа, да се поучиме, да можеме да живееме еден живот и тој живот од ден на ден да не променува. Нема друга цел. И ова е, ајде ќе кажам, четвртата точка, четвртиот поглед за оваа вечер. Може ли секој да се праша во колкав степен ние можеме и во колкав степен ние го имитираме Исус, ако ништо друго, во молитвата? Можеме ли, ние може да видиме од него дека молитвата игра многу важен сегмент од животот на Исус. Молитвата е суштинска и за нас денеска како христијани. Јас можам да ви кажам дека ако денот го отпочнувате со молитва, не повеќе нема да ви одземе 10 до 20 минути. Колку време сака да одвои. Повеќе од 90% од било кој ваш духовен проблем ќе остане зад вас. Ви гарантирам. Не случајно, постојано Исус рано наутро одеше за да има разговор со својот Отец. Нема, подготвувајќи оваа проповед ми текна на другите религии. Ние ги изучувавме сите можни религии и се задржавме на тие кои што не обкружуваат. Не постои религија, дури под наводници, каде што не е пропратена со молитва. Нема религиозна група која што не практикува некаков вид на молитва. Муслиманите овдека коленичат 5 пати на ден. 5 пати.
Меѓутоа има многу голема разлика од таа нивна молитва. Таа нивна молитва е како рецитал. Научен рецитал на памет и 5 пати тоа па тоа. Бидејќи нивниот Бог е неоткриен Бог. Нивниот Бог е далечен Бог, нивниот Бог е скриен Бог. Меѓутоа, они си го практикуваат тоа стихотворба научена на памет. Тоа па тоа. Ние немаме таков, ние сме единствените од било која друга, повторно ќе кажам, религија, каде што имаме жив контакт, ние имаме разговор со нашиот Бог. Ние имаме разговор, ние имаме прашање и добиваме одговори на тоа што не мачи, на тоа што го бараме. Дали нас ни се допаѓаат многу пати одговорите, тоа е друго прашање. Меѓутоа, основната идеја, основната работа за нас е молитвата. Секоја наша мака, како беше, ние споделуваме со нашиот Отец Небесен. Секој наш проблем ние го споделуваме реално со Него. Така да не ви говорел повеќе. Јас велам, доволни се овие 4 сегмента од овој 24-часовен ден со Исус Христос. Секој да си замине од овдека и секој да си се запраша каде е во однос на Словото. Има ли Слово во вашата црква каде што доаѓа? Дали централно место во вашата црква каде што слушате проповеди е Словото Божие? Или слушате некакви приказни? Дали Исус Христос го каните во вашите домови? Дали го каните секојдневно и на вашата работа? Тоа е многу повеќе. Дали каниме луѓе? Дали говориме на нашите блиски како Андреј? Што тоа нашол? Андреј вели го најдов Месијата. Најбитното и најважното нешто во животот. И на крајот реков, дали се пронаоѓаме во молитвата? Дали го имитираме Исус во тоа што Тој ни го покажува овдека како пример и како урник? По една прилика со ова завршувам. Говорева најразлични луѓе и споделувавме кој колку долго одел во црква, кој колку какви училишта завршил, кој колку ја познава Библијата. Ен професор што викаше, никој во ниеден момент не кажа што тоа Исус промени во вашиот живот. И на крајот велеше, може да одите цела година во црква, може да слушате најубави проповеди, може да се говори најдоброто слово. Вика, знам едно нешто. Прашајте се, ако ништо друго, после секоја нова година. Дали оваа година која што помина, Христос ме промени кон подобро? Ако нема апсолутно никаква промена кај вас, минимална, во било кој сегмент, вие сте на погрешна насока. Бог да ве благослови и ви поканувам да се исправиме, да бараме благослов за оваа недела.